барате влада која ќе биде 100 дена пред избори, кога треба да се формира таа влада, согласно Пржинскиот договор, дали ќе биде формирањето 100 дена или претходно би била формирана таа влада која што поставувате како услов, тоа е едно од прашањата. И второто прашање кој мислам дека исто така би било добро за одговор е она прашањето кое постојано ве прозиваат, а тоа е дали ќе побарате повлекување на аболицијата за глоба, согласно тоа дека нели сега законска можност предвидува законот и вие неколку пати си јасните дека ви направите таква чека. Благодарам. Договорот од Пржина е многу јасен. Вели 100 дена за минување на премиерот и доаѓање на нов премиер. 6 месеци организација на влада за исполнување на условите и организирање на изборите. Таму вели од 20 октомври до 24 април. Тоа се 6 месеци. И апсолутно договорот од Пржина. И ние мора да го почитуваме. Случај ако се случи крајот на октомври да има избори, од денеска нема 6 месеци. Но тоа значи од договор веднаш да продолжи организација на влада на некаков формат, за да час поскоро се исполнат самите услови. Од тука остануваме на тие аспекти кои што веќе ги кажав за можните комбинации на организација на влада за изборите. Истовремено за второто прашање, неколку пати давам одговор. И уште еднаш, еве официјално повикувам. Го повикувам Ѓорги Иванов. Ако постои уставен и законски можност да ја укине аболицијата, дадена пред 8 години за случајот Глобал, тоа веднаш да го направи. При тоа потенцирам, криминалот во Глобал е само во главата на Никола Груевски. Криминалот во Глобал не постои. Тоа е првото јавно-приватно партнерство во Македонија, првиот проект награден за најдобра практика во Македонија и тоа целото е познато на македонската јавност. Но уште еднаш да нема дилема. Ако постои уставна и законска можност, јавно го повикувам Ѓорги Иванов да ја укине аболицијата за случајот Глобал.